ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница на предметот Природни науки, наменет за учениците од прво оделение. Јас сум Билјана Пеовска, оделенски наставник во Основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово. Денеска ќе обработиме наставната содржина, родители и потомство. Која е целта на часот? Учениците да научат дека луѓето и животните даваат поколенија кои израснуваат во возрастни. Да го препознаваат и именуваат потомството на животните. Да ги опишат различните фази од животниот циклус на животните. Ајде да се подсетиме, што е семејство? Веќе сите знаете дека семејство е заедница на родители и деца. На сликата гледаме неколку семејства. Воочуваме дека секое семејство го сочинуваат татко, мајка и деца. Мајката и таткото се родители на децата. Децата се нивното потомство. Родителите се грижа за децата уште од самото нивно раѓање, кога се новороденчиња или бебиња. Бебето е многу мало и бара многу љубов, грижа и внимание. Животниот циклус кај човекот се одвива многу бавно. За да порасне, му се потребни многу години. Кога бебето ќе порасне, го нарекуваме зрел човек или возрасен. Но, знаете дека и животните имаат семејства. Еве некои од нив. Нивните семејства се составени од возрастни животни, родители и нивните младенчиња. Го гледаме семејството на петелот, кокошката и нивните младенчиња, пилињата. А еве го семејството на врабецот, врабицата и малите врапчиња. Ова е семејство на коњ, кобила и нивното младенче ждребе. Еве го семејството на мајмунот, мајмунката и нивните младенчиња, мајмунчиња. А ова е семејство на мачки. Таткото мачор, мајката мачка и нивните младенчиња, малите мачиња. Сите животни можат да создадат нови мали животни. Еве ги малите животни: ждребе, куче, мече, мајмунче, пиле, прасе, јагне, слонче и маче. Треба да запомниме дека само возрастните животни создаваат младенчиња. Младенчињата се нивното потомство. Тие се нивни деца. Ајде да ги именуваме и поврземе младенчињата со нивните родители. Еве го ждребето и неговата мајка кобила. Еве го прасето и свињата. Еве го бебето со мајката. Еве го телето со кравата. Еве го пилето со кокошката. Гасеницата со пеперутката. Полноглавецот со жабата. Кај некои животни младенчињата настануваат од јајце, а кај некои со раѓање на младенчиња. И младенчињата на животните растат и стануваат возрастни. Тоа може да трае со денови, недели, месеци или со години. На сликата е представен животниот циклус на пеперутка. Како настанува пеперутка, ќе слушнете во приказната многу гладната гасеница, која ќе ви ја раскажам. На месечевата светлина едно мало јајце лежеше на листот. Утредента изгреа топло сонце. И оп, од јајцето излезе една мала и многу гладна гасеница. Таа почна да бара храна и да јаде. Јадеше јаболки, круши, јагоди, па дури и сладолед, парче кашкавал, едно парче салама и што уште не. Таа вечер ја болеше стомакот. Следниот ден гасеницата изеде еден убав зелен лист и се чувствуваше подобро. Но тоа веќе не беше малечка гасеница. Таа веќе беше голема. Си направи мала куќа, наречена кожурец,
околу себе и остана внатре повеќе од 2 недели. Потоа изгриза дупка во кожурецот и се изврче надвор. Таа стана убава пеперутка. За да провериш колку си научил, обиди се да ги поврзеш родителите со нивното потомство во работната тетрадка по природни науки на страна 51. Се надевам дека часот ви беше интересен и го задржав вашето внимание. Уште еднаш ви благодарам на